денешната емисија на Срце на дланка ја носиме приказната која ги допре срцата на илјадници. За една трошна куќа високо во селото Мартинце кај Крива Паланка, каде животот ги оставил децата сами, среде ноќ, без светло, без храна и без сигурност. Самохраниот татко Игор Младеновски со години се бори сам да ги изведе своите деца на прав пат. Неговите прсти се испукани од студ, изранети од работа и во нив е испишан целиот тежок пат по кој чекори, со главата горе, но со срце полно болка. Откако мајката ги оставила сами среде ноќ многу мали, целата обврска паѓа врз рамењата на малата Марија. Најстарата ќерка Марија уште е дете со детски соништа, но со обврски на мајка. Тешко ми. Сама ги чувам сите. Она вечер околу 10:30-11 сати се отиде, нас не сами ости дома. Татко ми дојде у 12 сат, праша го, она беше си отишла рече за Скопје, отишла и токо. А за бањање? Па сестра. Да, таа ти помага? Да. Ако не ги ја чувам, нема кој да ги чува. Ако не кажат дека ги дадат у дом. Тоа бе рекол. Да. Во социјално, тоа дие кажат ќе ги дадат у дом, ако не. Морамо да се бориме за живот. Да може да обстанеме. Идеме те по работа, те приватно, като имам меѓуслободно време. Мора да работи. Онака не може да никако да преживееме. Да се ваѓа ладно, мора да палиме огин. Кад за школа многу рано станеме, околу 6:30, додека да се облечеме, оно стане 7 часот, појдеме на додаден саат, ни одење. После школа дојдеш, огин е угаснен, пага палиме, тука кози чуваме, раниме ги, магаре, кокошки, све раниме чуваме. Ако нема, мора да идем да купиме. Као што видиш, прилично е далеко. Ако нема, мора да чекаме за да донесат јадење. Па у школа татко ми работи и ни дава пари за да идеме у школа да јадам. Епте некад кад нема, има помага, никој може. Кој ви помага? Па прилика сите кои можат помагат. Децата пешачат еден час, гладни, во мокра облека, само за да стигнат до училиштето. А нивната единствена желба е да се преселат во градот, да добијат шанса за достоинствен живот, да не се срамат повеќе од куќата која не е дом, туку споменик на сиромаштијата. Кога во нашето студио гостуваше социјалниот работник од Министерството за труд и социјална политика, раководител за социјални грижи, го даде своето ветување. Рече, овие деца нема веќе да страдаат. Дефинитивно на ова семејство им треба менување на тој простор рурална средина со урбана средина, за да им се даде можност. Значи, кај таткото е забележан капацитет, тој работел, тој не седел дома. Меѓутоа, си има своји можности и треба да му се даде шанса во градот, се во интерес, нели, на заштита на интересите на малолетните деца, апсолутно. И токму таа жена денес не враќа назад во Мартинце. Екипата во селото е повторпат, но овој пат не со тага и со жалување, туку со радост. Денес сме тука за да им соопштиме на Марија и на незините браќа дека болката веќе завршува, дека студот, гладот и срамот остануваат зад нив. Може би природата ќе ве асоцира на нешто познато. Повторно сме по втор пат во село Мартиница. Кај истото семејство, семејството на Игор Младеновски. Мислам дека имам навистина многу големи емоции во себе, со оглед на тоа дека денес се случува една многу убава работа. А за тоа сакам да се заблагодарам на човекот кој што е заменик министер во Министерството за социјална политика, еден од многуте случаи денешниот каде што одиме да доделиме социјален стан. Семејството кое што буквално живееше
Под отворено небо денес добива социјален стан. Сакам заедно да ги видиме емоциите и да почувствуваме среќата на младите Ана Марија, Лука и нивното помало братче. Здраво! Здраво! Што се случи од како бивме последниот пат? Имаше ли никаква помош? Како живеевте, Ана Марија? Од последниот пат како бевте, едно нешто што беше, е што беа доста донации што имаше, но станот што требаше да го дадат, уште не го дадоа. Не е нешто поразлично од претходно. Можда малце сменено, но не е. А што добивте во донации? Имаше нешто пари, облека, нешто храна и тоа. Остана сепак на тебе она грижа за братчињата. Да. Лука и како беше? Лука и Драган. Драганче. Ти веќе порасна сестрина школка, така, веќе порасна. Прослави полуматура? Да. Како помина за полуматура? За полуматура помина хубаво. Да. Се подготви да бидеш рамо до рамо со учениците? Да. И како си помина? Што правевте таму? Се веселевте? Па, убаво беше од почетокот. Седашемо, сликамо се, после играшемо, поешемо. На крај убаво си поминаме, завршимо и си дојдемо дома. Така. И потоа одлучи каде учиш сега? Што учиш? Во гимназија, Ѓорче Петров, угостителска струка. Тоа веројатно не ти е нешто непознато, бидејќи ти од мала се научи да готвиш за себе, за татко ти, за децата, Да, за братчињата. познато ми е, така да полесно и да. Се ли знаеш да готвиш? Да. Сигурно ти се се петки во училиште. Да, Да. Убаво ли ти е во школа? супер е. Малку е заменала тука. Да, и тоа е таму во градот и тоа ти е далеко. Да. Сигурно ти е и проблем. Па, малку. Кога станувате сега за на училиште? Се уште ли е истиот биоритам го имате? Ја имам различен ја станувам у 5:30. Спремим се, идам доле на автобуска, 6:30 автобус и догоре од автобуска отино до школа пешки. А од тука сама одиш? Да. Низ шумата? Тоа веќе е надминато стравот, низ шумата и дивите животни. Да. И прва и втора смена да сам не ми пре проблем. Дури навечер во зима кога се враќаш. Да, оно е темно. Во училиште немат ли во предвид дека живееш далеко па малку порано да те ослободат? Не? Не. Си седиш како и сите други што живеат Да. во градот. Да. Сигурно и додека си таму, можеби ги мислиш малите братчиња? Знам дека ќе си дојдат дома сами, не има проблем ни они да се уден увек, така да. А и веќе се пораснати. Да, големи се, више не се малецки. Ти пред 2 години ми кажа дека и ги бањаш и ги подготуваш за на училиште. Да. Сега тоа е сменjeno, сами знаат. Малку ти е олеснето. Да. Можеш да се посветиш на школата. Која би беше, Ана Марија, најголемата желба од како останавте сами со таткови? Па, да можешемо барем доле да живееме, као да не сме у шума, да не сме одделени од луѓе. Овдека е ко разделено. Нема луѓе. Дали у недела време помињат 5 луѓе. Тоа ви е проблемот што сте одделени од цивилизацијата. Па малку, да. Буквално куќава е сама на планината и што имате еден чичко кој што е во Скопје Да. најмногу. Тоа ви е дружбата со децата, социјализација, Да. но и далечината на дожд. Како? Кога е ладно? Па, ладно, облече се малце поише и ходиш. Кога дојдовме и кога ве снимавме, ти беше премногу емотивна. Да, Заедно со тебе сите ние од екипата тука плачевме. Беше разочарана и се уште можам да го забележам тоа разочарување во твоите очи. Па да, разочарана сам ко. Не е ништо сменено од претходно, ко можно е малце, ама не е многу.
Има некои работи сменени, ама некои останаа исти. Што е сменетото? Сменено е тој што имаше доста донации, со пари, облека, храна, тие работи, али со станот што требаше да го земеме, ништо не се смени, кој него уште добиеме. Не знам дали уопште ќе го добиеме. Ќе видим. А ви се јавували, поднесувавте ли документи? Што се случи? Да, доста пати поднесува татко ми документи, ама нешто ги одбиват, кога нема некои документи фалат, па ги прати, па исто, не знам сега. Так. А со парите, со донациите, купувавте ли нешто што ви е потребно? Не, парите уште стојат на сметка. Зашто ги чувате? За станот. Имате некој план, нешто? Па да обезбедиме за станот се што ќе треба, ако да биде ко место за каде можеше живее. Чекаме да видиме дали ќе го дадат уопшто, ако не ќе мора нешто да се взима да се купува, не знам. Баш. А од каде? Со што ќе купите? Татко ви кога работи, кога не е приватно, само колку да ве прехрани? Да. Па, парите што ги чува на сметка, кога ги чуваш и ги за станот, за сака да не ги потроши, да има за станот да обезбеди, што би мало да се земе, мебел, такви ствари, а за живење он работи за издржување, за толку заработува. Се уште во оваа просторија функционирате, Да. Марија? Да. Се уште сме тука. Ово е вашето детско катче, детска соба на 3 мали деца. Понекогаш ти еве растеш, ти треба посебна соба, ти треба... Треба, ама А вода? Како се сноѓате со вода? Тука нема ни довод на вода. тука нема. Има река, има чешма. Од таму одиме и донасеме во шишиња, туби. А како перете, како одржувате хигиена? Па, има од река, има црево од овдека. Каде има вода, переме од такви работи хигиена, све одржиме, али кад го нема, малце е тешко. Има и такви случаи кога Да. нема? Па овие денови го немаш, ама прво да го пушат, многу е слаба, нема вода ни у река и... И тогаш што правите? Ништо, чекаме да дојде или ќе донесеме на раце да нешто. Ако е татко ви на работа, вие тоа го правите? Да. Децата? Кога би имала можност да замислиш една неголема желба, која би ти била таа? Најголема желба да живееме у куќа ко сите луѓе, да е нормална куќа, да не бидеме оделени од луѓе, да не треба да, не знам, по шума да шетаме ко сваки ден. Да бидете како сите нормални деца Да, и да не ви се смејуваат. да, и тоа е една причина. Ви се смејува? Па да, има многу деца што се смејуваат, ама нема веза. Се уште трае тоа? Има некои деца што се смејуваат, ама не ми пречи више, навикнена сам. Они да се смејуваат, они не знаат како е, за да направат нешто. Не можат ништо да направат, само може да се смејат. За твоите 15 години си премногу зрела. Само тоа можам Знам. да кажам. Имат мега многу луѓе, кажам. Пред време пораснато дете. И секој мислам дека треба да ти се поклони за тоа како се грижиш за себе, како не си скршнала од патот во овие години, кои што се нели критични за оваа возраст, Да, кога се влегува во пубертет. Пред малку кога влеговме, ни направи мал инцидент, не сакаше да разговараме. Да. Зошто беше нервозна? не ќе да разговараме затоа што откако дојдете последен пат, нема се многу сменено, нема се ништо ни преселено, ни такви работи. Тука сме околу едно место сме увек и кој да не тражи може овде да не најде. Знае кој сме, знае што сме. Требаше да добиете стан. Требаше, ама не го добиме. Сега ќе чекаме, дали ќе го добиеме или не. А ако ете ти кажам дека за неколку дена ќе се преселите во новиот стан, Тоа е добра вест. Тоа ќе биде супер.
ако ти кажам дека добивате клучеви сите да се преселите во градот? Тој ќе биде нешто преубаво. Ете, тоа е информацијата која што ти ја носам од Скопје. Фала ви пуно, што ми ја донесеште дури до дома. Во е преубава вест, значи пресреќна сум. 1 септември веќе нема да одите по шума. Ќе одите како сите нормални деца. Фала Богу. И овде се луди радосници. Што како ќе заспиете вечер со браќата? Пресреќна, не знам дали ќе може да заспиеме. Може ли да те гушнам еднаш? Може. Значи, дојдов да ти кажам само дека веќе ви завршија тие лоши денови, тоа лошо детство што го имавте сега, ќе се бањате, ќе имате вода, ќе имате струја, ќе имате храна, ќе имате се. Веќе нема мачење. Во секоја епизода на Срце на дланка се среќаваме со различни човечки судбини, но некои приказни не следат подолго со сите своји падови и мали победи. Денес повторно сме кај семејството Георгиевски, Ѓоко и Христина кои ги запознавме во почетокот на годинава. Под Килија 20 години татко ми и мајка ми беа раздведени. Од кој можам да кажам, нели поради тие имотно-правни односи го губи станот. Свекрва имаше многу долгови, брзи кредити, извршители, дојде закаснувавме со кирија, струјата веќе ни се собра нови сметки, почнува деца ко деца си барат, да имат дома за јадење. Најпрво, кога почнав да работам, возев такси, после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Ние сме овдека под Килија, мајка ми ги подмирува трошоците за киријата и нешто што ја останува од платата нели ќе купи за јадење. Во повеќе наврати братучет ни има донесено, да не претерам, овие 4 месеци, а мислам дека 90% од храната што ни ја носи он, преживуваме од него. Нивната тажна приказна ни го скрши срцето и нам и на секој кој ги виде и слушна. Зошто Ѓоко е човек кој ја изгубил светлината во очите тогаш кога имал најголеми планови. А Христина, неговата сопруга, е млада, болна и оперирана, но секогаш со тивка надеж во гласот. Кога ги запознавме, живееја под кирија со 3 мали деца без сигурен покрив над главата, болни, невработени и со товарот на животот врз нивните рамења. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежак. Дознав кога Ѓоко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓоко почнал рани во самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сака математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам ништо е напишано, ниту да му помогнам, ниту што се вика да повежбаме, да му напишам некоја реченица за или да ја прочитам. Јас бев на ендокринологија, бидејќи сум диабетичар. Таму седев 10 дена, морав да платам таму, лекови морав да купувам. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам со дом.
И покрај тоа што оперирана, морав да ги носам во школа, да не изостануваат од училиште. На снимањето семејството ни кажа дека дедото на Ѓоко сака да им подари дел од плац во Идризово, па сите се надевавме дека конечно доаѓа подобро утре. На мајка ми, татко е, значи дедо ми, кој стои ми дава земјиште во дворното, негово земјиште во куќата, во Идризово кај што живеат, позади неговата куќа, ми дава плат. Меѓутоа јас не сум моќен да направам ништо на тој плат. Ама во меѓувреме морам да ги сместам децата да си имат барем своја куќа, да ми се помогне да се изгради, пошто место ни дава на сопругот дедо му, ама финансиски сме ние многу исцрпени, што не можеме да се дозволиме. Но приказната не застана тука. Љубовта на блиските, подадените раце и хуманоста донесоа нова надеж во селото Ржаничино. Таму, на нов купен плац, со помош од сестрата на Ѓоко, роднините и донација од фирмата Два брата за постаментот, започна да се гради новото поглавје. Во новата емисија на Срце на дланка ќе ја проследиме инспиративната приказна за еден топол дом што никнува од човечка добрина, заедништво и љубов. Проектот за изградба на нова куќа за Ѓоко Ѓоргиевски, човек со големо срце и тежок животен пат, конечно доби своја реална форма. Започна изградбата на монтажната куќа благодарение на тимската соработка помеѓу Срце на дланка и градежната компанија All Project Construction. Изградбата започна со подготовка на теренот и поставување на темелите, а веднаш потоа започна склопувањето на монтажните ѕидови дел по дел со голема прецизност и пожртвуваност. Стручните тимови работат посветено со една заедничка цел да му се овозможи на Ѓоко и неговото семејство достоинствен живот под сигурен покрив. Се наоѓаме во Ржаничино Петровец. Денес започнува акцијата за изградба на монтажната куќа на семејството Ѓоргиевски. Возбудени ние, возбудени семејството, а бога ми има историите кои што половина од таа куќа ја донираат. Денес ќе видиме како се поставуваат и како оди процесот на изградба на една монтажна куќа. За неколку дена ќе го видиме и конечниот изглед на куќата на Ѓоко и Христина Ѓоргиевски. Джемал, собственикот на All Project и изведувачот на градбата, со задоволство ни соопштува дека сите градежни материјали се веќе доставени на терен и дека изградбата се одвива според однапред утврдениот план. Новата куќа, вели тој, ќе биде функционална и топла, со 3 спални соби, дневна соба со кујна и купатило, идеален простор за достоинствен живот. Додава и дека досега изминатите 12 години колку што постои фирмата, немале жалби за било што во внатрешната изведба, освен во мали финеси на фасадите во ретки случаи. Добар ден. Джемо, почна изградбата на куќата. Да, почнавме вчера. Добра идеја. Мислам дека ќе биде брзо. Пред малку беа и Христина и Ѓоко, тие беа малку возбудени? Да. Падна и солзи радосници? Па, фала Богу, сега очекуваат куќа. Така Да. Кога знаат дека до сонот ги дели само уште некој ден, навистина големи се емоциите. Да, емоциите се сега нормално, пошто кога се прави куќа, секој сонува такво нешто. Така. Почнавте, гледам, еве се прават тие... Како се викаат овие? Преградните ѕидови, се прават совите и почнуваме здравје од утре со кров.
да поставуваме кровот и... Полесно ќе биде веќе со кровот, барем нема да биде на отворено. Да. А и времето не држи баш убаво време, така да... Дури преубаво време, само што не знам колку е здраво на 40 степени, нели, да се биде толку часа на сонце. Сега се мачиме малце, но пак сме ветили и мора да завршиме работа. Да, што прават дечките тука? Сега ги прават преградните ѕидови. Аха. Да. Тоа е... Значи се спојуваат со шајки? Спојуваат, да, ги спојуваат гредите. Тука е отворот за врата, тука има врата, во спална соба, таму спална соба. Ова е новата машина која што септека ќе ја испробуваш. Волам? Ова е новата машина што септека ќе ја испробуваш за шајки. Да. Да биде да тргне работата. Да тргне работава, да. А што се овие? Ова е ОСБ табла. Ова се ОСБ табли, добро. Значи на тоа више се поставува гипс табла. А изолацијата каде? Изолацијата ќе биде од оваа страна. Изолацијата е од другата страна? Изолацијата е од внатрешна страна. Се става изолација 10 см, па после пак ОСБ табла. На тоа ОСБ табла па после гипс. Значи има 15 см и на преградни и на зидови изолација. Следните фази опфаќаат поставување на покривната конструкција, инсталации, прозорци и врати, како и финални внатрешни работи, а потоа ќе се заврши со фасадата, која ќе му даде топлина, убавина и трајност на ова ново семејно гнездо. На сите убави случувања и надежи ни се приклучи и една вест која уште повеќе не израдува. По вселувањето во новиот дом, Ѓоко веќе го чека и нова шанса за подобар живот. Во месец август, откако конечно ќе се пресели во својата куќа, ќе го очекуваат и две важни операции на очите во Државната болница за очни болести. Благодарение на заложбата на доктор Кристијан Дума, Ѓоко веќе има закажани термини за хируршки зафати кои ќе значат спас за неговиот вид и можност повторно да го гледа светот околу себе. Оваа куќа не е само покрив над главата, таа представува нов почеток, светлина и надеж за еден човек кој со години чекал на правдата и човечноста да му тропнат наврата. А сега, благодарение на сите вас, тие конечно пристигнаа. И како што постојано велиме, хуманоста не е обврска, туку избор на срцето. Таа не се мери со тоа колку имаш, туку колку си подготвен да дадеш, дури и кога имаш малку. Во светот што брза, добрината е таа што остава најдлабоки траги. Нема поболно нешто од детските солзи. И иако се вели дека кога животот ни дава 100 причини да плачеме, треба да му покажеме дека имаме илјадници причини за да се насмевнеме. Понекогаш срцето како рефлексија ни испраќа толку болка што едноставно душата ни се кине и мора да пуштиме солза. Да имаме соба да учиме. А нема на соба да се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школу гледа. Како јадат. И парама они немат, одека ќе ми дадат. Барат да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Ќе оставим инвалид мојто живот. Тие нешто, не?
Многу беше заватен телефонот, на свака минута ми звонеше и беше многу благодарен да имат моите семејства све по една соба ќе се изгради со тие средства што се донирани, тие се за децата донирани. Вели, нели, како да одат, нели, донации, како да одат и таа една Кики се вика. Овдека во болница нели работила и кажа, вика, ја обеќа, вика, на нели, утопките. Дека, вика, има примање, вика, да си идеш после Божиќ, вика, да те примат. Вика, да си идеш, нели, на пакување, на играчки. Да и заблагодарувам се на свите, и на вас, и на свите што ни помогнаат, од сите држави, и на вас најмногу се заблагодарувам. Сега сме среќни, да, што имат све сега. Вие нели четврток додите за данас е пето, значи една недела како сте додиле, има многу е променено. Бев среќен што донасеше играчки, храна, донесува подароци. Многу сум благодарен на вас, на доктор Бојан, на снимателите. Многу сум благодарен зашто моите деца ќе добијат. Сега сам многу среќен што ќе се изгради све и донација храна што е имало све. Многу сум среќен од пред една недела како е било, па сега е многу подобро. Но тоа не беше единствената желба на Јован. Тој посака и за себе и за своето братче и сестричка, макар 2 соби за да можат покомфорно да живеат и да имаат каде да учат. Зошто и покрај сиромашниот живот, тие сепак се одлични ученици и имаат големи амбиции. Благодарение на донациите кои пристигнаа после објавувањето на нивната сторија, Срце на дланка пронајде и обезбеди соодветно живеалиште кое ќе биде нов дом на ова скромно семејство. Ова ќе биде крај на солзите на сите, а почеток на еден нов, хармоничен живот на целокупното семејство. Да, ќе се инвестираме во мождивњак, да го инвестираме за собраните пари во куќа, да ја купиме куќата и да бидеме среќно семејство. На интернет го најдовме дека се продава куќата, овдека една соба има, една соба и овдека има, и тука има друга соба, 100 и нешто квадрата има. Повеќе од 100 квадрата, да, така? повеќе. Има и степеници на дворешниот там. Може и од там да се качи и внатрешни има пус. Да се овде искречи. Искречи, да. Искречи овдека, овај зито е со... Да, кујна е, да. Овој со цимент се мал реши овај. Доколку интересот е од страна на господинот Горан задоволен и конкретно неговото семејство е задоволно, ние апсолутно немаме проблем, тоа што се финансии собрани од наша страна ќе бидат префрлени на човекот кој што ја продава куќата. Единствено нешто што може да пробаме е да, ако успеам и јас лично персонално да пробам да издесувам некој покус од страна на човекот да намали, да видам дали ќе успеам да го најдам преку други канали, евентуално нешто тако што може да направиме. Близу е тука околу 500 метра од куќата до школото, до мождивњак школото. Ако се они задоволни и сакаат да се преселат, ние апсолутно немаме проблем во делот на опфаќањето на финансиите, сега го чекаме на одлука на семејството. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Само ќе треба да дојдеме да видиме што треба да се сработи и ќе ја средиме таа работа. Солзите на малиот Јован од Крива Паланка се веќе минато. Неговите желби се исполнети. Срце на дланка обезбеди нов дом за нив со соба за секое дете, каде сите ќе можат да живеат безгрижно. Останува уште деталите да се прифрлат парите и
тој имотен лист да Да, дојде да во се твоите даат раце. документите и да се префрлиат пари. Семејството на Јован доби покрив над главата, но без врати, без фасада, без прозорци и без боја. Се до минатата недела, кога се случи ново вистинско чудо. Се случи човечка акција благодарение на хуманите срца на собствениците на градежната фирма на Свис градба од Скопје. Хероите што не носат наметки, туку со шпакли, алат и боја, започнаа во исполнување на еден голем човечки сон. Едни од тука, едни носете деки одма од другата страна. Да. Од другата. Да. Добар ден. Добар ден. Како се Дарко? Здраво, добро, вие како сте? Гледам, започна работната акција. Да. Се наоѓаме во село Муждивњак. Да. Кај Горан, кој што минатата година, во декември месец пред Нова година, ете, го снимавме и народот донираше. Да. Купивме оваа куќа, меѓутоа е недоправена. Вие бевте во координација изминатиот период преку нас. Денеска треба да правиме, да почнеме да правиме фасада. Ќе правиме? Ќе правиме. Правиме како што ветивме. Уште кога се слушнавме, нели, кога не побаравте. Се договоривме еве да времето да биде подобро, а и ние време да најдеме, нели, за да ја направиме фасадата да биде како што треба, да биде куќата целосна. Исто и за внатре. Зидовите ќе ги бојадисаме. И за тоа сме спремни, носиме и боја, и молери, и така, ќе се поделиме сега. Не има доста во голем број денес. Уште еден дел од екипата ни фали, ама и тие ќе ги составиме наредниве денови и така. Скелето е поставено, сега ќе ја премачкаме куќата малку, пошто цидовите, циглите се нели постари, подамнешни, има прашина на нив, да се зачисти прашината, подлога и ќе почнеме да лепиме. Едни ќе почнат горе да местат лајсни веќе на бетонот, каде што нема да се лепи, нема потреба горе, само ќе се лепат зидовите и почнуваме со лепење, па лајсни, мрежа и така до абриб. И на крај завршниот дел ќе биде абрибот, ќе видиме бојата, ќе одредиме, ќе видиме каква боја ќе ставиме. Ние во наредниве денови ќе дадеме се од себе, да ја завршиме и фасадата, и внатре зидовите да ги обелиме, да ги бојадисаме и да биде спремни за селување. За другите активности сега не знам внатре што ќе има, што ќе се работи уште и така. Треба да се оспособат неколку соби за да може цело семејство да почне да живее тука од есен. Наредниве денови ние тоа се ќе средиме. Ќе пуштиме и внатре екипа и надвор, така да паралелно ќе се работи и надвор и надвор. Паралелно ќе работи. Цидовите не се лоши, ќе ги поправиме каде што се оштетени и ќе се окречат. Малтеријата е добра, ја проверивме, само да се санира некои ситници тука околу. Па да, или дупката? Да, овие дупки, значи што има вака за ивички да се дотераат и ќе се кречи. Да, ќе се обели 2-3 раце, пошто ова не е воопште бојадисано до сега, а и стоено, ќе се стави подлога и ќе се окречи. Ќе биде добро. Да. Потоа ќе фали тука само уште ламинати. Да, уште ламинати, нека внесуваат, нека се вселуваат, нели? Мебелот да се внесе и да се живее. Да. Тоа ќе биде, претпоставам, многу скоро. Многу брзо, да. Тоа е со оваа соба, а со други... Исто, целиот спрат. Целиот спрат? Да, сите соби ќе ги дотераме. Ќе ставиме пурпеничка, ќе залепиме стиропорче, убави лајснички ќе се стави, ќе си биде супер. Ќе се изработи убаво, перфектно ќе биде. Дарко Петрушевски од Свис градба го даде зборот и го одржа. Со своите мајстори започна со работа. Се малтериса, се молериса, се лепеше фасада. За само 3 дена куќата доби лице, децата добија своји поединечни соби. После 3 дена работа, откако ве оставивме, многу голема работа се завршила, Горан. Да. Фасадата е готова? Готова е. Бојата одлична? Одлично. Која бираше? Мајсторите или вие? Во консултација со вас? Да. Ова е предната страна и можам да кажам дека е одлично. Да, одлично е. Да. Сигурно и внатре добро се работи? Се работат внатре мајсторите. И сето ова за 3 дена? За 3 дена лавда ни е на Свис градба и на мајсторите.
Јас идве чекам да видам како е и внатре се молерисува. Молерисува се внатре. Одма поинаков лик, Да, побелено е. по-убав лик има сега. Срекни ли сте, Горан? Сретни сме Срекни многу. сте што дојдовме до оваа фаза. Да, така е, Оливер. И ова е веројатно една рака, треба уште една тука за самиот крај. Здраво, Јован. Здраво. Како сте? Еве дојдовме да видиме до кај сте. Не рековте денес финиширате. Ова е финиширано се. Да, ова е во бело финиширано се. Втора рака окречено. Сега сакаме на Јован малку солата да дотераме. Изрази желба да бидат два ѕида во плава боја. И сега овие два ѕида ќе ги фарбаме плави. За девојчето ќе бидат два ѕида розеви, а за братчето, не знам како се викаше, Лео. сакаше за Лео зелени да бидат два ЗИДа. Сите Да бои. бидат сите задоволни, да. Одлично. Така. Можам да кажам од она кога ве оставивме минатата недела до денес, за само 3 дена се За 3 дена, така, да. прекрасно. Благодарност до нашиот тим, што беа брзи, нели? Еве, постигнавме тоа што рековме. Како одеше работата? Тешко ли? Не е тешко, за нас не е тешко, работиме со љубов пред се, ако работи со љубов, ништо не е тешко, нели? Горан беше тука, ве асистираше, работеше ли, ве слушаше Горан ли? тука, да, добре. Имаше задача да ги иструга вратите, ги иструга ли вратите ти? Чисти ги, да. Ги чистевте? Да, требаше да се измалтерисаат и ѕидовите. Твојата работа е завршена? Не, још таки овој фарма јас. Треба уште да ги офарбаш. Да ги зачистим и да ги офарбам. Тоа веројатно Од деновиве. Да. Мора да се заврши се. Дали сте задоволни и срекни? Многу сме задоволни, многу. И на екипата, и на вас, и на народот што ми е донирал. Од она кое што го видовме за пред нова година, за само неколку месеци, нова куќа, нов дом и веќе комплетирани. Да, све е добро направено, све ујудено. Како планирате, кога планирате да се преселите? Па да средиме уште мал дел. Уште мали финиси да се досредат и... И ќе се уселиме здравје да би. Горан, таткото на Јован, се заблагодари на сите кои донираа за неговото семејство и кажа дека е пресреќен што од денес ќе имаат нов почеток. Многу сум благодарен што мајсторите ми направија куќата со стиропол, све што работеа мајсторите, многу ни се заблагодарен и внатре и надвор. Еве денеска ги привршува све. Многу сум благодарен на сите што су ми помогнале и на екипата и на вас. Сме немале ни средства, што ни донираа средствата народот, ги уложивме во куќата. Откако се осигуравме во нивната радост и среќа, екипата си замина од Крива Паланка исполнета во душата што оставивме нешто зад нас, нов почеток за едно семејство. Тука ќе се поздравиме. Проектот на семејството Станковски преку Срце на дланка завршува. Ве оставаме со куќа која што веќе вреди многу, која што ја доправија мајсторите од Свис градба на чело со Дарко Петрушевски, веќе е способена за живот. Верувам дека многу поубав живот од денес натаму ќе имате благодарение на сите хумани граѓани, Горан. Ги поздравувам сите што се ми донирале и ги поздравувам сви градба и они што се ми помогнале. Срекни ли сте, Горан? Многу сме сретни и благодарение. Дали сте свесни што добивте преку пријавувањето и првичното снимање откако дојдовме со Срце на дланка? Добивме куќа. Имате нов живот. Нов живот. Меѓутоа, знаете дека оваа куќа веќе ќе бара, ќе има и своји расходи, своји побарувања, струи, сметки и дека од сега натака се зависи од вас. Мора да се работи за да се одржува оваа куќа. Да, мора се работи, барам и јас работи, и жената бара работа. И мора да се издржаваме нака.